Добро е во Магична сцена за Хакан Даци. Добро ни дојде Хакан, како си? Благодарам, добар. Вие како сте? Одлично, со денеска ми е денот за млади надежи во македонскиот театар, посебно во турски театар, затоа што до 2019 година десетина млади нови надежи има кои што ги влечат конците турскиот театар да оде само напред и напред. Еден од нив си и ти. Имаш многу интересно минато, Хакан, сакам малце за тоа да поразговараме. Ти си всушност албанец и по мајка и по татко, кој што зборува турски одлично, затоа што дома кај нив се зборувало турски кај вас. Да, мислам, претежно се зборува кај нас дома турски, а и основно средно имам завршено турски, значи цело време и турски серии сме гледале порано, иначе да, имам потекло, албанско потекло, и презимето исто кажува Даци, тоа е албанско презиме, и тоа, си продолжував на турски, па сега сум во турскиот театар, тука работам, да. Како средношколец, неколку години живееше и надвор од Македонија, живееше во Белгија. Во Белгија живеевме, прва година и втора година средно таму завршив на француски јазик, после се вратив во Јосип Брз Тито, завршив трета и четврта година. После четврта година се запишав на филолошки, француски, англиски, преведување и толкување. И од таму ми почна, да кажам, серувената за глума и театар. Значи од таму ја се откажав од факултетот за, мислам, од филолошкиот факултет, па се запишав на факултетот за драмски уметности. И сега колку јазици, Хакан, зборуваш? 5, можам да кажам да 5. Француски, англиски, турски, албански и македонски. Македонски учам секој ден. Да. Најслабо македонски зборуваш, така? Да, најслабо македонски. Но според ова што го слушаме, одлично. Па се трудам, да. Почнав и повеќе истражувам, учам тоа, значи, да. Меѓу вас изборувате турски вие колегите, а македонски со кого најчесто зборуваш? Со другари од факултет, баш ка имам другари македонци, мислам, најнормално, и албанци, и македонци, и турци. Дома турски зборуваме, тука на работа турски, со девојка ми албански, она е албанка, не знае турски. Претежно на работа и надвор, македонски, најнормално. Кога се запиша во класата на Илија Сакасо, беше така, во турската класа, кажи ми колку бевте вкупно, колку бевте машки, колку девојчиња, како одеше студентските денови? Да, ние бевме 8 студенти, мислам дека тоа беше прв пат за турската класа. 6 машки бевме, да. И Сара Евру и 2 девојчиња. Да. Во колегите твои пообратно беа 4 девојки и еден дечко. Вообичаено се повеќе да се машки од турските актери. Да, вообичаено повеќе турски актери. Мислам повеќе имаше порано машки, ама мислам дека сега веќе сме балансирани. И ансамблот, мислам супер сме, баш се погодивме и како енергија и како класа на луѓе, да кажам, класа на актери. Супер. Кога ве примија најнаш 10 мина, тоа е едно големо освежување за ансамблот. Вие што си рековте, што си посакавте младите? Ова е тешко прашање. Прилично тоа беше стварно неочекувано, бидејќи и тоа мислам дека со мене и со мојата колешка Ебру, тоа се случи прв пат да се вработиме веднаш како дипломирани, да кажам. И предпоставам се уште се очекува многу од нас, бидејќи многу долго години немаше вработување во турскиот театар и претежно беа истите актери што ги гледавте сите како публика. Сега различни сите. Мислам дека има многу големи очекувања, а тоа е, да кажам, голем прешер за нас, бидејќи стварно сите очекуваат нови ликови, нови ствари, нови представи, интересни. Ново доживување, точно. За тебе се зборува дека убавиот високиот дечко плав со плавите очи е дојден во турски театар, затоа што обично турците се претежно црномања севе, да речеме, ти некако двоиш од нас и плав, руски тип. Руски тип, точно. Да, тоа е точно. Мислам, предпоставувам сега, да не кажам ја.
Па претпоставувам тоа бидејќи немам турско потекло. Претпоставувам. За тоа Мешавина си. па не сега кога мислам и албанците не изгледаат како мене баш. И тие не се така, нели? Ти идеш баш руски тип некаде. Руски тип, да, и шведски, не знам, појма. И така, да. Претпоставам за нив сум убав и висок, не знам. Немаш искуство со одење во Турција, ти се уште си стациониран во Македонија, сите ангажмани ти се случуваат во исклучиво Македонија. Да, и јас тука сум вработен, исто така работам на факултет за драмски уметности како асистент за сценски говор и техника на глас. Исто така магистрирам тука, исто, на ФДУ. Значи немам некои ангажмани во Турција, али често идам таму, чисто имам роднини таму. Не знам, и Истанбул ми е убаво место да се шетај. Туристички го посети. Да, го посетувам. Да. Сценски говори техника тоа како дојде случајно или Исто случајно, исто неочекувано. Јас мислам, мене ми е професорот Атила Клинче. Исто така, кога дипломирав, се вработив тука и веднаш дојде поканата од професорот Атила и така и тоа така почна. И сега се уште учам, истражувам кон тоа и тоа е баш, да кажам, тешко категорија на наука, да кажам, бидејќи глумата да е многу покомплицирана и бара интензивна работа, али сценски говор и техника на глас е поврзана со дикција и тоа стварно бара добро значење, добар значи полни куфери бара. така. Тоа е уствари зборот, метафорични да кажам. Колку студенти има во моментов што учат? А во моментов имаме само 2 студенти. Имавме 4, за жал само 2 не остана и претпоставам со нив ќе завршиме. Да. Што се случува, зошто се откажуваат или едноставно не се доволно спремни за да завршат до крај? Мислам дека нема само една причина, не дека не се ангажирани доволно, туку мислам дека тоа е да кажам лично нешто. Се откажа едноставно. Да, не се пронашле во она професија како не актор. се филолошки, на филолошки, да. Исто и со нив претпоставувам, така беше. Кажи ми, кога почна овдека, неколку представи веќе имаш одиграно, што детски, што за возрастни. Последна ти беше Вишновата градина, претходно имаше неколку детски и неколку други. Да, првата представа мислам дека ми беше Девојчето со кибричиња. После тоа, не, првата ми беше уште кога бев студент, Ана Хана, во режија на Драгана Гунин. И после што се вработивме, Девојчето со кибричиња, Човек перница, Црни девици и Вишновата градина. Впрочем, сите кај што беа поставени, во сите играше некако, така му дојде. Да, претежно во сите, да. Освен во Кројачот на дамите и Славната Флоренс. Да. Не бев ангажиран во тие представи, да кажам, да. Убаво ли е да се, кога си млад, да влегуваш од проект во проект, треба ли можеби малце да се наполнат батериите или кај вас младоста ги полни батериите? Супер прашање. Ја мислам дека добро е. Јас се чувствувам добро, свеж се чувствувам секој пат кога имам некоја нова представа. Тоа мислам дека доаѓа од младоста, што исто и вие рековте. Меѓутоа мислам дека и понекогаш тоа е проблематично, бидејќи кај нас представите се прават на многу краток временски период и за многу брзо треба различни ликови да се истражуваат, а тоа не е баш, мислам, од мојата страна зборувам, не е баш лесно, напротив многу е тешко, бидејќи и тоа бара исто искуство. Од различни ликови, различни околини, жанрови, тоа е тешко, ама истовремено јас се чувствувам многу добро, реално. Што е поразлично кога се спрема детска представа од представа за возрастни? Да, мислам дека според моето искуство, мислам дека детска представа е многу
некако не е потешко, позабавно е, само што треба да сите зборови, сите реченици треба по јасни, по не да се софистицирани, меѓутоа да се по слободни за да им Да полесно да дојде до до нив до нив. Да, сигурно. Али сепак и тоа има тешки страни, сигурно. Полесно е за спремање детската представа? Не мислам дека е полесно. Не мислам дека зависи од представата, ама мислам дека и тоа е тешко, се разбира. Само што ја чувствувам дека треба да сум попажлив, речениците мора да ги артикулирам по јасно и подобро за да разберат, точно да имаме пристап кон нив. Кажи ми, си работел неколку представи со неколку различни режисери, така ти се поклопија коцките. Што значи секој режисер како индивидуа сам по себе и како може актерот млад да допринеси да го земи ликот во своји раце, а да не е само она што му кажува режисерот да го направи. Значи, пошто работиш со повеќе режисери досега, секој си има своја, да речем, визија за како треба да биде направена улогата. Што може да направи младиот актер за да не му дозволи, например, на режисерот само тој да владее со неговиот лик, туку и самиот актер, иако е млад, да донеси онај идентитет на ликот што тој си го замислува и што тој мисли дека може да го направи подобро да изгледа таков како што го гледаме на сцена. Мислам дека ова прашање не би требало да се однесува само кон младите, туку кон сите воопшто кон актерите. Секој актер мора да има свој став, бидејќи не секој лик, да кажам, секој човек и се разбира и режисер и актер не доаѓаат од иста околина, од иста животна средина. И затоа понекогаш има моменти каде што има недоразбирање, бидејќи некои луѓе доаѓаат од различни класи, а некои луѓе доаѓаат од не сакам да ги нивелизирам тие пониски, поголеми класи, меѓутоа различни класи, а генерално мислам дека секој актер има свој став, а и кооперација со режисерите, апсолутно. А за ставот ја 100% гарантирам, мислам 100% мислам дека мора да има секој актер. Знаете, знаеш зашто ти го кажам тоа, некои од режисерите исклучиво бараат да се одигра како тој што го има замислено, без да му даде потполна слобода на актерот, а па некои режисери им дават потполна слобода на актерите, гради го како ти што мислиш ликот. Треба да се најде можеби некоја средина за да бидат задоволени и актерите и режисерите. Апсолутно се согласувам, бидејќи мислам и според моје мислење и голема слобода не би требало да се даде толку лесно, бидејќи тоа може да иде кон различни пати, нели? Секој си има свој концепт, свој размислувања за тој лик. И затоа ја мислам дека средината е секогаш тоа најдоброто, најточното. Како беше на Вишновата градина соработката со Владимир Милчин и како воопшто таа представа ја доживеа ти? Лично морам да кажам дека беше одлично искуство. Многу работи научив од професорот Владимир Милчин и многу сум среќен за тоа реално. Представата зборевме со колегите, мои колеги што завршивме заедно и на пример нели секоја представа различни реплики, различни приказни има, ама мислам дека до сега само Вишновата градина е таа представа што ми лежи во душа и мислам дека уште 100 години да поминуваат, нема да ги заборавам тие реплики, таа околина, тие денови што ги поминавме со професорот. Мислам дека тоа беше повеќе како факултетски студии, повеќе учев, неголи истражувавме се разбира дека истражувавме многу околу мојот лик и Јаша кој што го играв. Ја морам да кажам дека сум многу задоволен. Многу задоволен. Кога ќе почнат првите награди и што значат наградите за младите актери? Кога ќе почнат стварно, за тоа немам одговор.
надевам додека сум млад, така. Се надевам. Само што претпоставам ќе значат јас само се плашам да не игра многу голема улога во мојот карактер како човек, да не имам промени штом ќе ги добијам, али мислам дека и сигурно е добро чувство. Ја се уште немам награда, али се надевам дека ќе имам. Кажи ми што правиш приватно, кога не си со театарот, кога не спремаш улоги, кога немаш вечерта репертоар? Генерално, кога немам представа, имаме студии на факултет за драмски уметности. Во приватниот живот генерално поминувам време со девојками, кои што веќе сме, мислам дека 4-та година ние. Освен тоа, како сите млади, јас сакам гейминг, најнормално. Играм баскет, играм фудбал, скейтам. И не знам, генерално јас сум обсесиран кон театарот и истражувам, кога имам многу слободно време, истражувам, учам, читам. Да, мислам дека ништо посебно. И нормално, се забавljam. На забави, има време за забава? Да, сигурно и за тоа. Иначе младоста си го носи по себе забавата. Ако на младост не се забаваш, на старост џабе ти е. Така. Не, мислам дека и на староста може, зашто да не. Старост секако, но Секако. мора првите Мора. чекори да се направат кога си млад. Да, така. Да не биде обратно од старост да почнеш да се забавуваш. Да не губи човек контрола после некое време. Да. Да не биде да го надокнадиме сето тоа што го имаме пропуштено во младост. Да, точно се согласувам во тоа. И мислам дека треба што ми имаме време во младоста се разбира. Хаган, ти благодарам многу што ми беше дел од Магична сцена. Се надам дека ќе се снимаме многу, дека ќе имаме многу поводи зашто би се снимале, нека ти се множат улогите и во филмови, и во серии, и во театарот секако и така, само напред насмеан ведар весел како што си и сега. Благодарам многу, стварно ми беше и мене чест да разговарам со вас, па да се видиме. Видиме наскоро, а приватно ќе се гледаме младост и старост одат заедно, ќе најдеме некоја заедничка точка на средина. Апсолутно, мора. Фала ти уште Фала, исто фала, благодарам. Добре дојде во Магична сцена и за Инес Радончиш. Здраво, Инес, добре ми дојде. Здраво, доброве најдов. Пред се ви благодарам што ме поканивте, што ми се јавивте и многу ми е мило што сум дел од вашата емисија. Мене ми е многу мило затоа што знам дека си пораснати со театарот, пораснати со емисиите за театар, знам дека не следиш и знам дека твојата мајка е горда што има ќерка која што денеска ќе ја снимам, се работи за Зиба Радончич, која што е исто актер во турскиот театар и има супер наследник. Многу ви благодарам. Да, баш како што кажавте и ви имам следено и многу убаво се сеќавам кога сте имали интервју со мајка ми. Тогаш можеби не сонував за оваа професија, ма сепак со во сите ја гледав и си викав, можеби јас ќе бидам дел од ова, можеби некојаш и мене тој микрофон ќе ми се даде да кажам 2-3 збора. Да, јас сум порасната во турски театар и од тука и доаѓа љубовта кон тој театар. Порано се бавев со спорт, но мислам дека ми е од дете наметнато, бидејќи наметнато внесено е во мене затоа што таму сум порасната, на сите проби сум присуствувала, целиот ансамбл го знам и многу ми е мило и буквално се чувствувам како да сум не дека доаѓам на работа, него дека сум дел од ова семејство, дека ова е мојот прв дом и многу ми е мило дека сум во турски театар. Кажи ми, вработувањето дојде како и сите останати 9 души што со тебе вкупно 10 што ве примија. Се познававте сите, повеќето сте работели и претходно, заедно со некого и си студирала заедно. Почнува ли од кога веќе ќе станете дел од ансамблот такмичење некое надпревар, кој ќе добие поголема улога, кој повеќе ќе биде на сцена? Има ли такво нешто љубомора, почетоци на љубомора кај претходните, да речам, пријателки или со студентки?
искрено ќе ви го кажам дека тоа го нема кај нас во театар. Кај другите театри не можам да кажам затоа што не сум дел од зад кулисите. Ама кај нас тоа го нема. Јас буквално ние сме привилегирани затоа што ние сме дел од турската класа и автоматски 90% до душа е така, доаѓаме се вработуваме во турскиот театар. Уствари, јас со колегите со кои сум почнала по овој пат да одам, заедно и се вработуваме и се надевам дека и до пензија ќе бидеме заедно. Ние бевме женска класа, како што ви кажа и претходните колеги, и многу бевме сплотени и многу ми е мило, се уште го немам почувствувано тоа, дека има конкуренција или дека некој на некого му завидува. Искрено јас сум самокритична и многу сакам кога ќе седнам, ама искрено да ми се каже и добра критика да е и лоша да е, да си го делиме искуството или како што е, мислам најлесно е од надвор кога ќе се погледне, можеби јас затоа што го креирам тој лик и сум натре во тоа, не ги гледам доволно сите работи како што треба и многу би ми било драго и драго ми е кога ќе ми кажат колеги, пробај го и ова, може не мора да значи дека ќе го прифатам, ама сепак го пробувам на сцена и ако одговара за тој лик, го правам тоа. Беше слободна во поголем дел од представата. Ти имаш две сцени, ако не сеќам. Три влеза, три појави кои што се експлозивни на вистина. Тоа остануваш во сеќавање, не знам, по 10 години повторно ќе ги паметам тие три влегувања. Сакам да кажам, имаш време да ги слушаш останатите и да ги гледаш, можеби. Наоѓаш ли замерки, им кажуваш ли што мислиш дека подобро би било вака доколку би го направат? Или им оставаш сами да си го терат по свој ликот? Па како што ви кажам, затоа што ние се консултираме околу тие работи и никогаш не сум со резерва дали ќе ме сватат погрешно. Кога ќе го слушнам тоа, мислам ако слушнам дека можеби тука би било вака подобро, секогаш им кажувам и иако мојот влез е во вториот чин, од самиот старт на представата ја седам позади и уживам и генерално во сите представи за мене така, ама оваа конкретно и вие завчера кога сте биле, кога ја играме Кројот за дами, секогаш уште ден претходно позитивна и не може никој да ме не расположи, бидејќи со Синише го имавме тоа и стварно е така, ако ние не уживаме, публиката нема да ужива. И на крајот на денот конкретно во оваа представа, кога ќе излезам и кога ќе видам дека публиката е насмејана, мислам дека тоа што сум требала да го зграпчам тој ден, сум го... Да. Со твојата колешка Жале, кога зборував, таа кажа дека кога е на сцената воопшто не гледа во публиката, едноставно има преголема можеби трема за да погледне во публиката и да види како тие реагираат. Како кај тебе? Па во оваа представа бидејќи нема мојот лик нема интеракција, не погледнувам, ама кога сме работеле детска представа, интерактивна била, немам проблем. Со Бесворт и Дризи работевме Црни девици и таа беше концептот беше орта ојуно на времето, значи како почнал театарот во Турција со медасите и буквално бидејќи тоа беа женски монолози и беше исповедање, ја имав и ностоп барав, имав потреба да гледам некого во очи за да го изразам тоа. Немам проблем. И многу ја сакам публиката. Кажи ми, Зиба доаѓа на премиерите да те гледа? Доаѓа, на премиери доаѓа и јас кога ќе излезам во ситата гужва во публиката мајка ми ја барам. И го чекам првиот израз на лице да го видам и многу ми е важно нејзиното мислење, бидејќи и она е критична, мислам, знае да критикува, критичар добар е и тоа ми е многу мило, а со нејзе немам никогаш работено дома или да ми помогне нешто. Тој проблем на ден денес го има со мене, ама не го користам тоа. Но да, доаѓа и сега за сега мислам дека сум на добар пат по незините критики. Да ги кажеш на Зиба дека следната премиера ќе седеме јас и таа заедно, па ќе те критикуваме во наводници, затоа што не знам баш дали може да има некоја критика, може само пофалби да има за тебе и за твојата игра, навистина си брилјантна. И супер си го одбрала ова, тоа што ти лежи, навистина ти лежи. Детството кажавме како беше, после завршувањето,
Обично има многу од вас турските актери сака да се пробијат во турскиот пазар на серии или филмови затоа што таму навистина има многу работа. Почна да работиш на тоа, како оди околу тоа пробивање, да речем, на турскиот пазар? Па јас кога дипломирав, сакав да одам на постдипломски во Турција и една од причините беше конкретно тоа. Додека сум на постдипломски да го проширам кругот на луѓе кои ги познам во Турција, продуценти и актери, но сега за сега не сум имала такво искуство. Ако би имала, би било добро дојдено, но сепак филмскиот пазар за мене не е толку важен колку театарот. Мислам да дојде некој да ми каже ќе играш во секоја серија во Турција, остави го театарот, тоа никош не би го направила. Театарот ме исполнува, жива материја, публиката е пред нас, го пренесуваме тоа до последниот ред и во моментот ја гледаме реакцијата нивна. Тоа мислам, тоа многу повеќе ме исполнува. Сега за сега, окей, со моите 28 години во оваа држава, можам да кажам дека сум еден од посреќените, да речам, млади. Не знам колку останавме во државата од младиве, ама не можам да се пожалам затоа што има стварно доста. Ете, само, мислам, најпрост пример од нашава професија, колку има дипломирани и стварно квалитетни и талентирани кои што се уште не се вработени и немаат нели месечни примања, така да не би требало да се пожалам. Да, од тој аспект турски театар направи еден убав, да речам, пресек на ново вработување со 10 млади актери, така што сега ансамблот е комплетен и можете да одиграте што сакате затоа што ве има во доволен број. Да, да се согласувам, во 2019 не примија 10 нови млади актери и останаа само уште, мислам дека петорица се надвор, ако не се лажам, за кои што исто се ангажирани, иако не се вработени, па се надевам во најкратко време и они ќе бидат вработени, ќе биде финиширано со сите кои што не се вработени, зборувам за турски театар. И да, имаме сега, мислам дека добар ансамбл, каде што има од млади до постари, имаме секаков, нели, секакви профили на актери кои што би требало да резултира со многу подобри представи. Кажи ми, знаеш кои ќе бидат следните представи во кои што би играл? Немаме уште некоја информација во врска со тоа, затоа што тек сега помина, нели, проектите кои беа аплицирани за 2022 од страна на Министерство. Само знам дека Нела Витоши ќе треба да работи Галеб и ќе прави кастинг, тоа знам, мислам дека периодов ќе биде тоа. Дали ќе бидам примен, не знам. Да, а за други представи тек ќе видиме. Ако се бара некој паметен, згоден, убав дечко, ќе бидеш примен. Ако барат нешто друго, тогаш не сум 100% сигурен, но ти посакувам во секој случај да се множат улогите, да се множат представите, да се опробаш на сите можни полиња и во филмови, и во серии и така. Еден убав живот да имаш среќен, весел, расположен и здрав, како впрочем што треба да имаат сите млади особи. А ако не си го најдиш овдека, среќата која најдиш, сигурно во Турција ќе те забележат и ќе те земат. Се надевам. Навистина се надевам. Ви благодарам за убавите зборови. Ти благодарам многу, Јеткен, што не беше дел од магична сцена. Ти посакувам се најубаво во животот и да се снимаме. Ова не беше прв пат да се снимаме што е можно почесто, што значи да имаме повеќе можност да дискутираме за некои нови проекти што ќе ги имаш ти. Се надевам и јас. Ви благодарам.